Почитувани, последниот закон потребен за да од 1 февруари да започне официјалното функционирање на системот Безбеден град, денеска е пред пратениците. Станува збор за предлог на законот за изменување и дополнување на законот за прекршоците, со кој се предвидува можност за примена на технологиите како систем за детектирање преку технички средства и уреди за снимање, кои може да бидат добра алатка за брзо и ефикасно детектирање на сообраќајните прекршоци и спроведување на санкции за истите. Безбеден град е проект за кој застана сите политички фактори. Поддршката е обезбедена на лидерската средба, инициирана од председателот Христијан Мицкоски, но Филипче и ова негово СДС продолжува со деструктивната политика. Со одлуката да не го поддржат проектот и потребните закони за негово функционирање, покажуваат дека не се заинтересирани ниту за проект кој овозможува безбедност на граѓаните во сообраќајот. Дека станува збор за систем што дава резултати, говорат и бројките од Министерството за внатрешни работи. Колку за илустрација, првиот ден кога почна тест периодот на 1 декември, камерите во градот Скопје регистрирале 110.000 прекршоци, од кои 90% за брзо возење. Само за еден ден од функционирање на системот или на 2 декември, бројката драстично паднала на 50.652 прекршоци. Во првите 8 месеци од 2025 година, во сообраќајни несреќи во земјава загинале 91 лице или по 11,3 луѓе месечно. Во 2024 година, бројот на жртви на патиштата бил 142 лица или по 11,8 изгубени животи месечно. Според информациите од МВР, бројката на смртни случаи е намалена од 11 на само 2 смртни случаи во декември 2025 година и јануари 2026 година, а бројот на повредени како последица на непочитување сообраќајни правила компарирано за овие 50 на дена е намален за 35%. Граѓаните со овој проект се заштитени на улиците, а на СДС и останува да тоне со своите деструктивни политики. Ви благодарам.